Во време на се поскапа живеачка, луѓето се почесто бараат алтернативни извори на енергија. Во Штип и регионот ветерот речиси воопшто не е искористен како извор на енергија, а потенцијал има многу. Неодамна поставената ветерница пред семејната куќа на Зејтиникови во штипската населба Пребек е меѓу првите приватни иницијативи да се искористи ветерот во Штип за производство на електрична, но подоцна и на топлинска енергија. Ветерницата беше само добар маркер за да ја најдеме полесно семејната куќа на Владко Зејтеников. Вистинскиот повод за нашето доаѓање во Штип е токму оваа куќа која Владко ја изградил пред 3 години од бродски контејнери, единствена ваква куќа во Македонија. Изградбата на ваква куќа е поевтина, многу побрза, но и поеколошка за оние кои што живеат во неа и поекономична за живот. А токму ограничениот буџет пред градбата бил еден од пресудните фактори Владко да се одлучи на ваков вид на градба кој се користи во светот за градба на семејни домови, граденки, училишта, студентски домови. Идејата е да си направи собствен дом. Собствен дом не треба да те кошта многу. Буџетот беше ограничен, така да те одеше се на целата варијанта за да биде што може поевтино. Дали се одлучим за еден стан или да се одлучим за една куќа. Парите беа тие. Не можеше да се направи куќа нормална. Зборот нормална градба како нашите куќи што се стандардни. Исто немаше пари да се направи, да се порача куќа, готово. И така да одеше на секакви варијанти да најдам нека солуција за да изградам куќа. Со првичната идеја и ограничениот буџет следувало истражување по интернет, по форуми за да се добијат неопходните предзнаења пред да започне градбата. Првично не беа контейнери, првично беше да се направи монтажна куќа. Значи, дали ќе видат од греди, дали ќе видат од стилот на хот или некои други што продаваат. А контейнери случајно беше на интернет. Значи, гледам дека некој успеал да направи куќа што е повише подобро изгледа од нормална куќа. И така има еден пријател во Скопје, веќе кој имаше контейнери на залиха. И бев в контакт со него. И така зедов. Еден ден зедов 3 контейнери. И така почна. Сите кои ме прашува зашто ти се вие контейнери, па ќе ми треба за роба. На никој не кажуваше дека ќе правам. Дури на само мојата сопруга знаеше. Дури на татко ми и мајка ми не знае. Кој кажав дека ќе правам од контейнери, ма прави вика нормална куќа си дека се смеат каде, никаде го нема. А веќе 3 години токму ваквата куќа од бродски контејнери е семејниот дом на Зејтиникови. Досегашните придобивки од ваквата куќа од бродски контејнери за Владко се повеќе од позитивни. Пресудното беше модуларна градба, контейнерот е една стабилна градба, значи сеизмичка градба што страшно може да издржи товар, може да има оптеретување од 150 тони еден контейнер. Значи страшно стабилна градба, за разлика од нормалните. Плюс тоа е лесна градба. Нема плоча, нема столбови, нема ништо. Едино во основата долу е се столбови. Без плоча, без ништо, само се ставени трите контейнери. Значи, мене повеќе од 6 месеци не ме одзеде време за да го изградам. Второ, лесно се можеш да манипулираш со материјал. Каде сакаш отвор? Не ти треба носачи. Не ти треба носачи, например, за отворите на прозорците. Кај што има горе мора да ставиш носачи. Каде сакаш, таму можеш да поставиш. Кај ти е најпогодно место, можеш да го искористиш целиот контейнер. Може да манипулираш лесно. Металот е благодетта што се витка, што може да се играш со него како сакаш. Компактен. Али сето толку се склопе добро. Со надворешна, внатрешна изолација ќе си дојде се. Значи нема да дилетацијата нема да биде толку како што е на отворени контейнери или како на отворен метал. Значи таа дилетација ќе се скрати со самата изолација. Да нема дозволиш на метал да нема многу толеранција на ширење и собирање. Мада контейнерите се и самите немат голема дилетација како обичен метал и обични контейнери што се за превоз на конфекцијски контейнери се различни од овие шипинг контейнерите, бродските контейнери. Изградбата на куќата траела само 6 месеци.
Многу пократко време потребно за класична градба. Дојдеше до моментот кај што требаше да се прави куќето. Се направи фундамент со 24, мислам дека плочи има, метални, кои се прицврстени контейнери, трите контейнери. Потоа дојде кран, кој ги намести контейнерите. Направивме исто кровна конструкција. Со кровната конструкција ја завршивме градата. После внатрешно идеше сечење на внатрешните делови, внатрешните прегради од контейнерите од лимот. И сето тоа почна некаде од март месец, па до септември веќе беше клучно. Се беше готово. Цената е пресудна на се. Без разлика колку и да е. Цената е репер за се. Мене ме значи ова имам искористивост на 165 квадрата. Од 200 квадрата. Останато ми е гаража. Значи имам приземски простори за живење. 100 квадрата имам горе. И сето ме кошта, значи со уредување, со мебел, со се, 40.000 евра. Ова е активна куќа, кој што брзо се грее, али брзо се лади. Значи јас немам типот на да гревам зидови, да гревам под или таван, пошто кај мене гледаш и сами гипс картон, таван како таван, така зидови. Многу побрзо се грее и ја задржува температурата. Летно време брзо се лади, значи кровната конструкција не е керамика или цигла, тешко се лади. Се загрева многу лесно и се брзо лади. Така да вечерта е многу по-пријатно за спиење отколку у нормалната. Немам што да загреам, значи тоа е лесна конструкција, лесни материјали, не се тешки материјали како бетон, цигла, блок. Од самата идеја до реализацијата, градбата на ваква куќа сама по себе била експеримент. За Владко, но и за оние кои ја изведувале. Беше малку несвојствено и за архитекти. Мои пријатели ми советуваа, викаат, остави контейнер. Земи направи, ќе ти направиме добар проект, направи, знаеш, нормално. Ама се беше во финансите. Знаев дека може да се направи добра и нормална куќа, али предизвико беше исто горе. Имаше многу недостатоци. При градењето имаше многу големи проблеми. Како проблем плочка да залепиш на дрво. Тоа беше еден тежок проблем. И тоа се решава. Таа решлив е на хартија, али кога ќе дојде е многу комплициран. Значи тоа е комбинација на метал со дрво и тешко да се изведе, па се посебен лепак за керамички плочки. Со кранот ги наместиме контейнерите. Етапно потоа дојде кровната конструкција. Кровната конструкција беше порачена од Грција. Ова панелен кров е со изолација. 10 сантимска мислам дека бе изолацијата дојде. Под кровот доаѓа 5 со 10 сантима, 15 сантима тервол, камена волна и гипс картон. Импресиите прво на луѓето беа како, знаеш, нема да испадне во куќе, кај, знаеш, смешно е. Али беше кој се вклопи, сите елементи кои дојдеа со куќите веќе беше импресиите беа за честитки, сите ми даваат честитки. Да, цел процес јас го водев. Со знаење само од интернет ги црпев. Само од интернет. Луѓе што се среќавале со проблеми при градба на контейнери, на форуми, стотици мејлови пратени на луѓе што живеат веќе во куќи од контейнери. Од контактите со луѓе низ светот кои изградиле или живеат во ваква куќа, она што тие најчесто го посочувале била изолацијата. Изолацијата е најглавниот проблем. Дури имав комуницирав со еден од Америка, има импозантна куќа од контейнери, има користено керамичка изолација, тоа е боја, премаз, што штити плюс 600 степени и минус 300. Значи тоа е перфектна изолација, али бојата е толку скапа, што
кај нас не може да си дозволам. Ќе кошта повеќе од контейнерите. Имате тука 3 контейнери. 3 контейнери по 12 метри и 20 дужина еден и оставен еден простор од 70 сантима помеѓу контейнери, за да го заокружам на 100 квадрата. Изолацијата ја решив на тај начин што надворешно ја ставив 10 сантима стиропор. И самиот стиропор лежи на метал, така да го решив и многу интересно лепењето. Лепењето што беше со пурпена. Прво беше пробна, 4 месеци остана, едно парче беше на контейнерот залепен со изолација, да видиме колку ќе издржи. Беше на сонце, на атмосферски влијанија, без никаква заштита одзгоре. И гледам дека на крај кога земаме да ја вадеме, она се скрши, лепокот не можеше, не се извадеше. Прво беше таа проба, која свараме дека може да се лепе и целата е залепена со изолација од 10 сантими надворешно, внатрешно е ставено 10 сантими камена волна со парна брана и 5 сантими воздушен простор. Подна изолација има поден гипс картон. Одозгоре имате, како што гледате, ламинат. 10 сантимски ламинат, така да немам никакви проблеми од подо. И секако и од таван. И таванот исто добро реши. Поривот за алтернативен начин на градба, но и самата локација ја родило и идејата да се искористи ветерот за производство на електрична енергија. Сам го завршив проектот, сам го и почнав, од генератор до елисите, до носачкиот столб, се комплетно беше сама моја изработка. Од фиброгласни цевка, која се сечеше на 3 парчини за 3 елиси, фи 350, мислам дека 2,70 м е радиусот на елисите. Генераторот само најскапата компонента ме кошташе и од Германија, магнетите, неодимски магнети. Лиење во смола на статорот, решеткастиот носачкиот столб. И така, од нацрти на интернет, информации, елаборати, симнување од интернет. 70% треба да го задоволува со електрична енергија домаќинството. Владко повеќе од 20 години е златар по професија. Признава дека уште од мал го препознал кај себе поривот да прави нешто со сопствените раце. Денес создава златен накит, но и храбро експериментира во решавањето на вакви животни прашања со алтернативни решенија. Уште од дете, златарството ми беше по миниатури, извратување на ситни, мали предмети ми беа предизвик. Уште кога одев на одмор, дали во Охрид, дали во Струга, и гледав филигранистите како работат. И кеф, после враќање од војска и тражање на работа, веќе имаме постоечки дуќан и почна да го работа. Сето што може да го направиш во миниатура, може да го направиш и големо. Значи, јас сум секако ситните работи ги гледам многу подобро отколку крупните работи. И така да деталите ги многу поубаво гледам. Оставам на финишот ми е добар. Тоа е кај мене. Значи финишот треба да биде, значи човек колку да не го види. Ветерот сигурно ќе ја врти ветерницата во дворот на Зајтеникови во Штип, а нашата ветерница ќе заврти за точно 7 дена кај некои други луѓе на некое друго место.